Во наредниве неколку минути малку ќе се дружиме со една дама со ангелски глас. Ова лице на сите ви е добро познато, вокален интерпретатор на македонски народни песни. Талентирана, ако кажам, тоа важи за некој што не е докажан, а Елена Андоновска е веќе докажана на македонската музичка сцена. Најпрвин, како се чувствуваш? Добре дојде во бекстејдж. Добро ве најдов, сакам да ги поздравам сите гледачи. Благодарам и за поканата, затоа што секогаш сте тука, кога нели треба нешто да се најави, да се испромовира и да се представи на публиката. Сега, Елена, јас знам дека ти работиш во моментов периодов, односно со полна пареа, па ќе проговориме за она големо и спектакуларно што имаме да го најавиме, а ќе се случува во декември. Токму така, на 15 декември во Македонската опера и балет ќе се случи мојот прв солистички концерт кој што е насловен За пеело славе и пиле. Едва и чекам искрено, бидејќи е мој прв солистички концерт со оглед на тоа што многу долго најавував концерти и секоја година, секоја сезона како ја започнував, јас ја најавував со завршеток со концерт, меѓутоа од одредени причини не се реализираше концерт изминативе години, покрај тоа што се случија 3 солистички албуми, веќе третиот во една фаза предпромотивна и многу сум среќна што за прв пат имам прилика да се она што го снимив изминативе по 10 години го представам пред публиката во живо со еден голем оркестар. Кажи ми, дали си возбудена, со колкав тим работиш, дали грижливо ги избираш песните, дали сето она што веќе го објави ќе биде, ќе го испееш на концертот, да кажам? Во принцип, се што работам со тим, не работам сама и многу од артистите знаат дека за да се постигне успех мора да се одбере добар тим и да се работи полека. Јас си работам полека и со многу големо внимание, бидејќи работам една осетлива верзија на македонска музика, односно народна музика која што во себе крие една историја и идентитет на народ. Така што мора многу внимателно да се работи. Тука многу внимателно да се прави изборот, како што кажавте, на песни, внимателно да се прави и аранжман музички, со тоа што нема да се исквернави и ќе си остане нештото автентично, веродостојно и ќе ја зачуваме базата пред се, бидејќи ова што го работам јас е и естрада, меѓутоа е и историја и мора да се работи со големо внимание. Се прави избор на песни кои што сум ги отснимила досега на моите солистички албуми, тоа се вкупно 30 плюс уште една 31 народна песна и плюс 4 авторски песни. Внимателно се прави избор, некаде ќе имаме и спој, ќе имаме и да кажам микс на песни кои што одговараат една со друга. Ќе гледам да биде испочитуван секој еден албум кој што е снимен, бидејќи ова е прво такво промовирање во живо, но и последниот албум кој што премиерно ќе може нели публиката да го доживее и на концертот. Работам со голем тим. Пред се тука е мојот сопруг. Тоа е Сна рака и најголема помош и најстрог критичар веројатно. Се тоа, меѓутоа ти кажа дека ние заедно работиме, тој не ми помага. Ние некако заедно влеговме во се ова, можеби јас сум онаа која што е представена на публиката и го презентира нештото, меѓутоа се работиме заедно. Тоа е мојот потесен тим, меѓутоа имаме верни и драги соработници. Тука би ги спомнала Ангел Ќосев, кој што е музички продуцент на сите 3 албуми. Ева овој пат, како и изминативе, да речам, проекти во последно време што ги работиме се со ESO Moonlight продукција, така да Moonlight и овој пат се ево соработка со нас и за концертот и за она што последно треба да го презентирам на публиката, а тоа е мојот трет солистички албум, кој што денови веќе биде промовиран во форма на видеоприказна, која што ја работевме на терен. Овој пат работевме на летна сцена Лепеза во градскиот парк во Скопје, во еден преубав амбиент кој што може публиката само да го доживее. Јас едва чекам да го представам на публиката, бидејќи е навистина бајковито и мислам дека ќе се изгледа во еден здив. Да, претпоставувам дека многу труд, љубов, време, енергија се вложени во овој трет албум. Трет албум, некои од пејачите немаат објавено ниту еден досега. Дали може би за тебе важи она тивка вода, брекрони, бидејќи кажа дека се работиш по полека, меѓутоа веќе стаса до предпромотивен период на третиот албум. Која твоја карактеристика мислиш дека те донесе до овој успех?
Па баш така како што е кажавте, се работам со големо внимание, со многу енергија, многу посветеност, но се некако скромно и суптилно, затоа што на крајот мора да се допре до публиката на еден начин да биде сето тоа достапно до публиката. Не смеам да бидам на некое ниво надо на што го работам. Сепак јас работам скромна музика. Народната музика пред се содржи една голема доза на скромност. Јас морам и така да изгледам и да се однесувам. Бидејќи еве да кажам еден наслов на песна. Запеело Славе Пиле, нека е ова насловот на мојот концерт. Не може да се пее во поинаква гардероба, мора да се пее во скромна гардероба, мора да се има скромен пристап, бидејќи самиот текст, самата база на песната е нешто што е дел од секојдневниот живот и опишува нешто што нашиот народ доживеал. Така што мислам дека базично со тоа и ајде да кажам се наметнав кај публиката. Публиката го препозна тоа, се повеќе го препознава. Сум многу среќна бидејќи самото случување на овој концерт на 15 декември е по иницијација и по барање на мојата публика, бидејќи постојано ми пишуваат пораки, постојано ме прашуваат кога ќе се случи концерт. Јас сум многу среќна што веќе имам многу голем интерес за концертот. Елена, ти благодарам што одвои време за екипата на Бекстејдж. Ќе бидеме на концертот да го проследиме сето она што неуморно го подготвувате во овој период. Убаво ќе дојде во склоп на предновогодишните забави и еден ваков, да кажам, незаборавен. Сигурна сум дека ќе биде концерт, бидејќи знам колку си посветена и дисциплинирана кога ги правиш работите, како што кажа, полека, но сигурно до целта и убаво да си поминете сите таму. Благодарам многу, ги поканувам сите кои што сакаат да дојдат и да уживаат во една концертна магија на една безвременска музика, тоа е македонската народна музика. Вас ве очекувам во Бекстејџот, а ве очекувам секако и во публика и понатаму сигурно сум дека ќе соработуваме и после концертот ќе се видиме повторно да за впечатоците. Впечатоци, импресии, така. Така, благодарам и на вас.